Добар ден сите почитувани представници на милионите почитувани граѓани. Наспроти неспособноста, безидејноста и неработењето на градоначалникот на општина Прилеп Борче Јовчевски, централната власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува да инвестира во проекти кои носат добробит за граѓаните од сите делови во нашата општина. Со реконструкцијата на патот за Маријово, потврдуваме дека стоиме на дадениот збор за повторно заживување на Маријовскиот регион. За првата фаза од овој проект, односно за рехабилитација на патот на потегот од селото Штавица до селото Крушејца, каде беше поставен нов слој на асфалт во должина 9 км, владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија издвои 650.000 евра. Во втората фаза од реконструкцијата на патот, чија реализација неодамна заврши, со нов слој на асфалт реконструирани се 6 км на потегот од Ново Лагово до Витолиште. Инвестиција од околу 500.000 евра. За прв пат, откако пред 40 години изграден патот за Маријово, во вкупен износ од над 1 милион евра, реконструирани се 15 км од овој патен правец и тоа токму од владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За споредба, од независноста до денес, ниту една од владите на ВМРО ДПМН не инвестираше ниту еден денар во Маријовскиот крај. Токму во тоа е разликата помеѓу нас и ВМРО ДПМН, односно разлика помеѓу празна реторика и вистински дела. Како уште една потврда на тоа, најавувам дека наскоро продолжуваме со реализација на овој капитален инфраструктурен проект. Продолжува рехабилитацијата на најоштетените делови од патот, со што во целост го исполнуваме главното барање на сите оние кои живеат и транзитираат во Маријовскиот регион. Дополнително, најавувам дека ината недела започнуваат градежни работи за реконструкција на околу 6 км од патниот правец Ново Лагово до Бучин, за кои се издвоени околу 400.000 евра. Почитувани сограѓани, разликата помеѓу владењето на СРСМ и ВМРО ДПМН е видлива на секој чекор. Градоначалникот Јовчевски и неговите директори на јавните комунални предпријатија секојдневно влегуваат во нови скандали, ги зголемуваат цените на услугите кон граѓаните и немаат ниту една нова инвестиција во интерес на градот. Владата на СРСМ продолжува да ги враќа парите назад кои граѓаните и реализира проекти за сите прилепчани. Благодарам.